Запрепастувачко видео од штипските гробишта каде жена краде свежи цвеќиња за препродажба, се уште вознемирени ги држи сите кои снимката од вчера наваму ја погледна. Сепак оваа бескурпулозност досега не е единствена, бидејќи во последниот период штипските гробишта се привлечно место за ситни, но за ожалостените, многу болни криминални активности. Така, овде често исчезнуваат позлатените букви со посвети и надписи, метални клупи, а во еден случај и комплетна надгробна плоча. Сето ово го повлекува и прашањето за безбедноста на гробиштата наспроти се почестите кражби и тоа во сите гробишта во регионот. Чуварските служби се присутни 24 часа, но не секогаш кратците може да се распознаат. Многумина се представуваат како блиски на починатите или лица кои дошле да ги одржуваат гробовите. Сепак нашите служби се ефикасни зашто кратците се држат на дистанца, а споменатите случаи се изолирани. Велот од јавното предпријатие ИСАР. Освен во Штип, каква е состојбата во Кочани? Имаме исклучителни случаеви во годината, 3-4 случаи каде што ќе стаса до нас некое известување или усмено или писмено за одредена штета на одредени гробни места во делот на сакси или во делот на некои такви работи. Православните гробишта во Кочани се добро оградени, имаме два влезот каде што може да се влезе на самите гробишта. Главниот влез е покрај самата капела. Капелата е со 24 часа покриеност, така да сметам дека во тој дел немаме некој посериозен проблем. За разлика од Штип и Кочани, во Пробишти проблемите се со поголема контрола и тоа од следните причини. Ставивме нови капи, така да со возила не може да се влезе внатре, значи може само човек да влезе физички. Со возила е забрането влегување. Во овие 2,5 до 3 години колку што сум директор не е забележена таква работа, кражби на сакси, на клупи или на, не дај Боже, на мермерни плочи, на букви, како што рековте. До сега во овој период не е забележена таква ситуација, барем до сега никој не се поплакал и пожалил во комуналното предпријатие. Што надлежните од Кочани и Штип дополнително ќе превземат е неизвестно. Но освен во поконкретни случаи, во другите помош од други институции изгледа не може да очекуваат. Причина за ова е малата вредност на украденото или оштетеното, па кратците и кога ќе се фатат на дело, правна разрешница нема.